Драги, двајцата пациенти од Прилеп се веќе на интензивната нега на клиниката за токсикологија. Нивното здравје почнало да се влошува. За состојбата и колку затруени од печурки има од почетокот на сезоната, кога започнало и берењето на печурки, разговараме со доктор Нестор Поповски од клиниката за токсикологија. Докторе, каква е состојбата на двајцата пациенти од Прилеп? Прво, добар ден на сите гледачи. Ја би кажал кратко. Двајцата пациенти се од Прилеп, се работи за татко и син и за среќа супругата или мајката што ги изготвила не пробала, така да труењето е со двајца пациенти. Тие се донесени вчера во попладневните часови и веднаш се почнато со интензивна терапија, така да се ставени веќе на диализен третман. Денеска ќе биде вториот диализен третман. За сега се во тешка општа состојба, така да нивната клиничка слика е во моментот лоша. Не може да кажам исходот, времето ќе покаже за тоа. Така, колку има досега затруено со печурки освен овие двајца пациенти? Во моментот на клиниката пресуват уште тројца, една фамилија исто татко, мајка и син, кои се во полесна општа состојба и во текот на денот ќе ги пуштиме. Ние имаме спорадични случаи на труење, не може точно за бројката, пошто не сум ни спремен да го кажам бројот, али сигурно за 10-15 души во текот на овие, да речем, пролетно-есенски денови. Ние очекуваме повеќе и затоа би апелирал до јавноста да не се собираат печурки на своја рака, непроверени, така да пациентите ќе страдат. Лани, мислам, ако се сеќавате, имавме едно големо труење на едно семејство, кај што, за жал, имаше и летален исход. И покрај сите апели што ги даваме во јавноста, изгледа луѓето пак продолжува да ги земат. Верува дека може да ги препознаат печурките. Докторе, еден апел, доколку некој јаде печурка и се посомнева дека печурката е отровна, почувства симптоми, за колку време треба да дојде за да не настане нели оној најстрашен случај како лани да починат пациентите? Ја би апелирал веднаш по првите симптоми, а тоа се гадање, повраќање, вртоглавица, веднаш да се јават во најблиската амбуланта која ќе упати до кај нас. Би сакал да апелирам да уопште да не чекат. Времето е драгоцено. Пациентиве се сега што се во моментот кај нас ги земале пред 2 дена доаѓа. Така да они се јавуваат веќе доста касно. После 18-20 часа. Обично симптомите починуваат после 4 до 8 часа. Ви благодарам за гостувањето. Драги, со повеќе информации се надеваме дека пациентите ќе бидат во подобра состојба. Сигурно ќе имаме и во вестите во 18 часот.